Вице-премиерот ни обеќа дека до крајот на годината, фактички до крајот на оваа недела, ќе имаме одговор без разлика дали тоа ќе биде позитивен или негативен за 34 барања кои беа пренесени до владата. Барањата кои може да се спомнат се случајот на Сингелич, каде што се работи за надоместок на штетата на компаниите за проектираните загуби од поплавите. Нерешавањето на инфраструктурните проблеми во зоната на Визбегово, иако владата има доделена символичен износ од €1.000.000 за оваа година. Укинување на деталните урбанистички планови и општините. Затоа, нашиот апел за 2019 година е да се подобри ефикасноста на државните институции за одговор кон барањата на бизнисот. Остварување на административни и процедурални одложувања за реализација на капиталните инвестиции. Обезбедување на средства за равномерен регионален развој од 1% од бруто домашниот производ. Реформи во јавната и државната администрација со цел да се постигне ефикасноста на администрацијата, за да се постигнат подобри резултати. Државните институции во иднина да треба да имат поинклузивен пристап кон бизнисите, кои стојат за нивните услуги, за да се има поголем развој и општествена благосостојба. Не донесувањето на законите со брза постапка без консултација со бизнисите. Ја оценуваме позитивно целта на владата за да се изврши регистрирање на населението во Република Македонија, но ние бараме категоризација за регистрирање на националноста да биде негов составен дел, бидејќи културниот аспект е многу важен за пристапот кон потрошувачите. Инвестициите за 2019 и вработувањата се со тренд на раст, со тоа што ние бараме од власта да ни овозможат амбиент за зголемување на нашите инвестиции и врз основа на тоа нормално дека последува и зголемен број на вработени. Но од друга страна исто така бараме политики кои ќе овозможат задржување на младите во Македонија, бидејќи компаниите се соочуваат со недостаток на квалификувана работна сила и треба да се интервенира во тој дел каде што компаниите долго време веќе имаат забелешки. Секоја бизнис компанија или единици мислиме дека во Македонија треба да имат податоци каде што тоа културен аспект би било битно за потрошувачите, да се знае колку предонесуваме во Македонија и колку потрошувачите се наклонети кон тие компании. 71% од анкетираните компании оценуваат дека средствата за бизнис обслужување, средината за бизнис обслужување во Македонија е еднакво или полошо од деловното обслужување на земјите во регионот.